Да, едно интересно гостување кое што предизвика веќе големо внимание кај нашите гледачи, подоцна ќе ви кажам и зошто и на кој начин, но сите би сакале да знаат како е да се биде жена војник воопшто, па и во македонската армија. Нашите гости интересно не воведоа од прилика во овој разговор, но се ќе оди спонтано и ќе дознаеме или барем ќе добиеме една слика за она што може би не изгледа неверојатно во некоја рака, например да се биде дел од една специјална мисија, да се биде ренџер, жена ренџер. Сето тоа е интересно, но од друга страна многу одговорно и сериозно. Па, добро утро најпред за нашите гости. Добро утро. Ирина Лековска, постароводник, Страшо Стојчевски, подполковник и Жанета Мицковска, постароводник во студиото на Јасака Македонија. Добре дојдовте. Добре најдовме и поздрав до гледачите на вашата телевизија Сител. Можеме да почнеме со она што и вие не воведовте, бидејќи ние зборуваме дека тие процеси ете се почнати, да имаме жени војници, дека жените се охрабруваат, стануваат дел од армијата на Македонија, односно припаднички на арма и така натаму, но вие не поправивте и ни кажавте оваа традиција датира многу одамна кога станува збор за Македонија. Да, така е, значи историски гледано, значи во Илиденското восстание, па се до денес, жената во армијата е секогаш присутна и би сакал да нагласам дека од самото формирање на армијата на Република Северна Македонија, значи од 1992 година, ние во нашиот состав имаме припаднички жени. Така да тоа ние го негуваме и постојано го надградуваме и ги охрабруваме сите граѓани на Република Северна Македонија во колку сакаат, без оглед на полот, во колку сакаат да ни се приклучат во редовите на армијата, дека се добре дојдени. Во однос на застапеноста на жената во армијата и во Министерството за одбрана, поточни бројки нема да разговараме сигурно, меѓутоа ајде да ни кажете каква е сегашната, моменталната состојба на жената присутна и во Министерството за одбрана и во армијата на Македонија. Во Министерството за одбрана на Република Северна Македонија во моментов имаме околу 38% застапеност и имаме доста жени кои се на лидерски позиции, почнувајќи од нашата министерка за одбрана, па се по вертикала надолу, значи шефот на кабинет и така натаму, раководители на сектори, значи жената ги завзема лидерските позиции во Министерството за одбрана. Истиот случај во армијата на Република Северна Македонија, во моментов од околу 9,3% имаме жени во армијата и тие се некои од нив завземаат лидерски позиции, како што се команданти на баталиони, командири на чети, заменик на команданти, начелници на оддели, начелници на оделенија и така натаму. Така. Ирина, ајде малку интимно да ја ги слушаме приказната и твоја и на Жаки. Како Жаки може така ти се обрати Ирина затоа и јас. Како воопшто се одлучи за овој повик, за овој предизвик, за што те буквално што ти дојде како мисла и како желба и како намера па да го реализираш се во ова што си денес? По завршување на моето средно образование како економски техничар, мојата желба и определба одеа во друга насока на професионално ориентирање. Имав сознанија за курсот, основниот курс за подофицери и можноста да станам дел од одбранбените сили на државата. Затоа желбата се повеќе растеше и предизвикот, значи да бидам дел од одбранбениот тим кој што се грижи за безбедноста на татковината. Дел од тимот на ренџерите. Да. Гордо се да се облече униформата, како за мене се надевам за секој граѓанин. На тоа беше гордо и моето семејство, кое што ме поддржа уште од самиот почеток во изборот на мојата професија. Така. Бев пресреќна кога ги исполнив стандардите за запишување на курсот, а уште посреќна кога го добив известувањето дека сум примена на истиот. Обуката се состоеше од неколку месечни напорни тренинзи и обуки, на кои што секогаш бев помеѓу најдобрите, рамноправна со машките. Тоа ме правеше уште порешителна и посамоуверена во изборот на мојата професија. Со завршување на курсот почнав да работам како активно воено лице. Така.
Сега ќе бидам искрена, ние коментиравме уште пред да дојдете, затоа што ова тема просто предизвикува така и дебата, и коментари, и дилеми околу тоа дали жена може да биде еднакво физички подготвена како и мажот, односно да биде рамо до рамо со твоите колеги, нели, ако кажам, или дали е тоа вистина, дали бидејќи рече дека си била и најдобра на обуките и на сето. Па, јас почнав, нели, како активно воено лице, меѓутоа не се задоволив со моите функционални должности, сакав да си ги докажам самата себе си, моите можности и на останатите припадници. Така. Затоа сакав да дојдам во ренџерскиот батальон, каде што требаше да извршувам специјални, специфични борбени задачи во сите земјишни временски услови. Од тука ми се јави и предизвикот и желбата, значи, да бидам помеѓу најдобрите и најелитните во армијата. И со самото тоа го имам завршен основниот курс за во специјални единици, тоа е ренџерскиот курс кој што е кај нас, кој е мотивиран, да, за најдобрите во армијата. Така. Истиот курс го завршив успешно, се стекнав со голема самодоверба, голема почит од останатите припадници, некои основни, значи, основни знаења од сите специјалности, тактика на мали единици, борба урбана средина, летна алпинистика и јазење. Се обучив да бидам спремна, значи психофизички подготвена во секое време да извршувам било каква задача, обучена за борешки вештини во напад и самоодбрана и да ги извршувам сите задачи значи ефикасно, кои што се бараат од мене во батальонот. Ирена, како што одговара на твоето прашање, така течат и видео инсертите што докажува едноставно дека жените подеднакво физички се подготвени, може да бидат подготвени исто и како мажите. Меѓутоа ме интересира Жаки ако може да не го објасни тој ренџерски курс. Малку е поспецифичен и воопшто на гледачите, односно на нашите граѓани да им дадеме до знаење дека, како што каже Ирена, не е само желбата и веднаш доколку знаеме за некоја обука или курс да се запишеме, зачлениме и да веќе станеме ренџери, туку зад тоа да бидеш ренџер и да припаѓаш на една таква елитна единица, потребно е многу повеќе. Да, пред се потребно е, значи да бидеме физички подготвени, психофизички подготвени и пред да дојдеме на тој селективен курс, каде што сум јас меѓу првите жени што сме го поминали тој селективен курс, првен треба да поминеме физички проверки, значи прегледи во воена болница, тестирање, пливање, а за однадвор кои се цивилни лица, значи мора да имат воен рок одслужено. А за внатре што се во армијата припадниците, значи треба само тие етапи. Потоа селективниот курс трае 24 дена. По завршувањето кога ќе те повикат, значи сме поставени во единицата и потоа следува тој ренџерски курс, што е сега воведен од 2006 година па наваму, значи кој што мора да го поминат припадниците, 6 месеци со обука, со алпинизам, пливање, значи во летни, во зимски услови и потоа се распоредени по секоја чета. Така, се одржува ли понатаму физичката? Да, физичката подготвеност мора да се одржува, значи константно секој ден, од понеделник до петок имаме физичко образование, значи наставен час за физичко образование, каде што вежбаме и 2 пати во месецот имаме и полковско трчање, каде што полкот и ренџерскиот батальон се спремат физички и може да постигне, значи, целта која што ни е единицата. Господине Страшо, 9 жени во армијата на Република Македонија лани добиле унапредувања, а по подолго време една припадничка на женскиот пол беше промовирана во чин полковник, 3 припаднички на понежниот пол беа унапредени во чин подполковник, една во мајор, 2 во чин капетан и 2 во повисоки подофицерски чинови. Дали ова всушност го докажува, ја докажува заложбата за родова еднаквост и како е во изминативе години, односно од кога официјално вие како Министерство за одбрана сте започнале со давање акцент, помасовен акцент на всушност на родовата рамноправност? Пред се во однос на унапредувањето на припадниците
во армијата на Република Северна Македонија, секако дека тоа се врши согласно законот и правилникот за унапредување во чинови и исполнување на критериуми. Ова е само одраз дека овие сите кои ги прочитавте жени кои се напредени во високи чинови ги исполниле критериумите не породова, за да бидат унапредени. Значи подеднакво, треба да ги исполнат и мажите и жените во армијата критериумите за да бидат унапредени или пак поставени на повисока позиција. Во однос на родовата еднаквост и перспектива, како што реков, имаме ние голема историска традиција во Република Северна Македонија, меѓутоа поголемиот акцент се дават од 2000-та година, кога е донесена и резолуцијата 1325 на Обединетите нации, која се однесува за жените, мирот и безбедноста. Од тој период наваму ние имаме дадено голем фокус на интегрирањето на родовата еднаквост и перспектива и во Министерството, и во армијата, а посебно на ниво на држава донесен е закон во 2009 година, закон за еднакви можности на мажите и жените, каде што предвидува сите институции да формираат координативни тела и врз основа на тој закон во нашето министерство имаме назначено координатор за еднакви можности и заменик координатор за еднакви можности на мажите и жените. Така. Значи, оние услови или се она што е стандард во Европа, така го има и кај нас кога станува збор за или напредувањето, за функционирањето, за вработувањето, за пристапувањето кон армијата, сето тоа функционира и кај нас на ист начин. Значи нема разлики во тој дел. Нема разлики во тоа, значи ние постојано ги следиме меѓународните правни рамки кои третираат родовата еднаквост и врз основа на тоа исто ги преточуваме во нашите национални легислативи и потоа ги имплементираме во Министерството и армијата и неодамна формиравме и посебно работна група за интегрирање на родовата перспектива во Министерството и армијата и таа работна група направи план на активности како тоа ќе го спроведуваме во Министерството и во армијата, формирани се тимови, сите тие тимови имаат лидери и работиме активно на тоа, а се со цел да ги унапредиме стандардите во армијата и во Министерството и подеднакво да ги уживаат сите можности, и жените и мажите. Така. Малку за храброста. Вода, воздух, копно, тоа го докажа овие слики дека способни сте и треба да бидете физички подготвени да се соочите со предизвиците во било кое време, на било кое место. Знам дека на моето прашање кога ќе те прашам дали е тешко, ќе ми одговориш кога се сака се може, меѓутоа на вистина дали е тешко да се биде жена војник? Тешко е, да, но нема проблем. Значи да се биде жена војник представува предизвик, меѓутоа работата, ако на вистина ја сакаш и ја работиш со голема пожртвуваност, со голем напор и имаш квалитет во истата, покажуваш љубов и самодоверба кон професијата и сето тоа си посветен на целата работа, се можеш да постигнеш. Меѓутоа, ако нешто сакаш, а се двоумиш, тогаш мислам дека луѓето највеќе се откажуваат. Не треба да имаш ни мал сумнеш дека сакаш да бидеш војник. Да, значи треба пред се да ја сакаш работата, за да го извршиш она која што го бара пред се војната професија од нас како војни лица, за да можеш да го исполниш. За да се биде ренџер, значи треба да се исполнат, рековме, некои соодветни критериуми кои што пред се гарантираат високо обучена специјална единица и со гордост и задоволство треба да го носиш знакот кој што треба пред се да го заслужиш, кој го краси тимскиот дух, воено-стручното знаење и одличната психофизичка подготвеност. Така. Сакам за храброста малку да зборуваме, затоа што ако не само ти Ирена си била дел од таа специјална мисија, ти Жанета не или и двете бевте? На мисија? Да. Ирена не учествува само во мисија. Да. Каде, што, како да не? Значи, уште од самиот почеток кажав дека професионално е мојата работа, се трудев да се докажам и со тоа ја стекнав довербата кај претпоставените и затоа бев упатена како прва жена командир на одделение во мировна мисија ИСАФ Афганистан. Како командир, значи, се трудев да ја инспирирам довербата и волјата кај починителите да ме следат без двоумења. Една што е особина од особено значење во ренџерскиот батальон.
ги натерав војниците ги мотивирав да дадат се од себе за да извршат мисијата за која што сме отидени таму. Давав се од себе, бев храбра, одлучна, предизвикот го прифатив, значи премногу бев задоволна што сепак ќе одам да ја представам државата некаде достоинствено, значи во најдобро светло. А да ги водиш мажите позитивно. Да. Колку бевте изложени на ризици, сериозни таму? Па бевме изложени, тоа е сепак борбена мисија каде што вршевме заштита на базата, на силите на НАТО. Значи имавме патроли кои што излегувавме надвор. Меѓутоа јас бев тука секогаш, онаа која што се трудеше да им објасни на војниците, да им ја каже причината која што треба да им даде приоритет во задачите, во извршувањето, да дадат се од себе за да извршат мисијата онака како треба. Така. Храброста очигледно не е недостасува овде, со самото тоа што сте се одлучили да бидете дел од армијата, но сега ја знам што се прашуваат сите наши гледачи, и мажи и жени, верувам, како тогаш ќе имате семејство. Сега ова јас не прашав пред да почнеме, но дали жената ако е војник треба да нема семејство или може да го има семејството, ако не е премногу лично да можам да прашам. И како ево и да се биде дел од специјални Па нашата работа бара премногу ангажмани. Значи тука се терени, дежурства, вежби, максимално ангажирање. Меѓутоа да не се тука најблиските, значи никогаш јас не би успеала. Обврските, ангажманите на работа и оние дома како мајка и сопруга ме прават мене комплетна личност и уште самоуверена во себе. Се трудам кога сум дома да им се посветам максимално на децата, да ги извршам семејните обврски. Постојано дома имам, значи, 13 годишна ќерка и 11 годишен еве син, со кој што секојдневно ги извршувам работните задачи дома кога сум дома. Се трудам низ разни активности да ги развијам патриотските чувства кај нив се повеќе и низ различни активности да ја запознаат што повеќе татковината. Така. Дали можеби по твоите стапки ќе тргнат и ќерката и синот? Има некои најави? Па има некои мали најави и само им велам, гледајте ме, следете ме, доколку мислите дека е тоа што го сакате, само бидете упорни и никогаш не се откажувате. Ма јас кога ќе пореснам, ќе бидам мирен и жане. Семејството? Семејството пред се, значи јас и мојот сопруг сме и двајцата во униформа. Имам голема поддршка од него, од моите родители, од родните, значи кога сме ангажирани, сите помагаат колку може. Поиќе се навикнува тој према мене, затоа што малку повеќе имаме ние ангажирање околу терени. Таква ни е задачата и мисијата на самиот ренџерски батальон. И имаме дежурства, значи рамо до рамо сме подеднакво, значи и ние и колегите, значи тука нема никаква поделеност, машки или женски. Да. Значи еднакво работиме, радовата еднакво 100% значи запазена. Сопругот исто така, значи ги помага околу семејните обврски, околу децата, школувањето. Иако се многу мали, началното е 8 години, другото е 4 години, за да појават некоја желба, но битно е дека го имат желба, имат добар авторитет, сакат значи нешто, кога не гледат во униформа, се горди и му служиме како пример, што е многу добро. Без навреда, меѓутоа буквално можеш да му кажеш на сопругот кога јас влегувам во ровови со тебе и ти можеш да переш ништо со мене. Ма можеш и ти, кажи ме слободно. Обврските дома подеднакво се делат. Ама лесно ми е да зборувам. Ќе оставам за да испитам ситуацијата на терен. Повите не слободно. Затоа јас реков, кога ќе пораснам ќе бидам вие. Господине Страшо, ние некако, нели, женски разврзавме тема за бракот, семејството и за работните обврски и ангажмани. Верувам дека е сосема поинаку кога се гледа тоа од машка перспектива. Меѓутоа, ајде еве, вие кажете ми како било порано, како е сега во однос на и тие работни обврски и комбинирањето на домот со семејството. Еве и мажите, колку е поразлична работната професија војник кон еден маж и нормално кон жена? Секако дека војниот позив е голем предизвик, без оглед дали е машко или женско, и бара доста, значи, посветеност за да се достигне некој успех.
впрочем и самите припаднички на армијата ви кажа колку се они успешни, а за да бидат успешни, секако дека и ние придонесуваме со нашите програми и обуки, каде што ги третираме подеднакво, а секако дека за да се постигне таков еден успех е потребно да се има и голема поддршка од семејството, без оглед дали сте маж и жена, бидејќи ние се соочуваме со специфична професија, кога сме почесто одсатни од дома, сепак им недостасуваме на семејството и тоа на некој начин треба да го компензираме од семејството према семејството, но еве јас како маж, а еве и моите тука и припадничките од армијата, ние имаме голема поддршка од семејството во позивот ние кој сме го одбрале и еве изразувам благодарност јас лично до моето семејство, бидејќи во изминатиот период кога работев во трупа бев доста одсатен од семејството, али имав потполна поддршка и затоа и имав и доста успех на работното место во текот на мојата кариера. Воедно би сакал исто така да истакнам дека сега со новиот закон, значи, може и покрај жените што користат трудничко боледување, можат и мажите да користат, така да и една е таа поддршка према припадничките во армијата и до сега сме имале 2 случаи во армијата кои имаат мажи, кои имаат користено трудничко боледување во замена на сопругата. Да истакнам дека, бидејќи не се запознаваме прв пат со позицијата на жената војник во АРМ, јас еве 13 години ја водам оваа утринска програма и години назад, затоа што секогаш било интригантно, секогаш било интересно за гледачите и сум забележала и од сите тие разговори дека секогаш било вака, дека буквално нема разлики помеѓу вас таму внатре, нели, дека едни на други гледате потполно еднакво, дека воопшто не е проблем, барем според она што било кажано овде да биде жена командир и така натаму, така што за тоа ми е јасно, па и на филмовите она што го гледаме еве и во најлоши услови, нели, кога сте и во такви ситуации дека мажите и жените гледат како рамноправни на себе. Но она што е чудно или пак е околината, нели, како таа гледа на себе ова. Тоа ме интересира, затоа што ние сме тие од страна кои што го доживуваат ова како. Има ли дискриминација, има ли не знам, такви некои разговори да просто им е неверојатно дека може да бидат жените еднакво добри ренџери како и мажите? Па јас во околината каде што се движам, обично сите знаат каде сум работена и сите ги знаат моите способности и квалитети и се гордеат со мене, искрено. А наоколу каде што луѓето па и не ме познаваат многу, значи не сакам ни да зборам, пошто ние сме малку сакаме да бидеме и невидливи. Да, јасно. Тоа нема. Па не. Или барем не дошло до тебе? Околината, значи, добро не прифаќа, значи, знаат кои се нашите работни обврски. Прашуваат, значи, како би дошле и тие, нормално им даваме насоки, кој како сака, нели, да може да се пријави за во армија, значи, дека да помени тие воен рок, да влезе во тој ренџерски батальон, значи, секој посакува и е горд, значи, над нас, затоа што секош ние сме чекор пред другите, тоа е нашето мото. Исти инспирација, тоа е најважното, затоа сте и утрово тука. А не можете да бидете невидливи со униформа. Добро, имаме ние наша тактика. Верувам. Тоа е целта, нели, можеме да ги повикаме сите и девојчиња кои што не гледаат сега во моментот да го остварат својот сон или да развијат сон да бидат припаднички на армијата на Македонија. Ева може една покана ваша за крај од искуство, од буквално инспирација. Па до сите жени, девојки како да кажам, значи припаднички на женскиот пол, една порака дека кога се сака се може, гордост како што е за мене, се надевам и за нив ќе биде доколку навистина сакат професијата да бидат дел од ренџерскиот батальон, како дел од полкот на специјални операции, каде што постојано низ усовршувања ќе се трудат да бидат се подобри, да докажат на сите и самите себе си дека можат и да го работат она што навистина. Значи, ќе ги влече од се срце. Порака нека тоа, отприлика тоа е тоа, така е. Тука би можеле да го заокружиме разговорот, да ви се заблагодариме. За мене беше многу инспиративен, беше многу пријатен, многу интересен. Сигурна сум дека е така и кај
нашите гледачи и особено воодушевува фактот што ете на жената во армијата на Република Македонија се гледа еднакво, не треба ништо ни повеќе, ни помалку. Додуше тука во присуството не сте еднакви, 2 наспроти 1, меѓу Да се зголемуваме веќе. Кога говориме ние за родовата еднаквост, значи дури не е битно дали се машки и женски, меѓутоа дали сме ние сите родово еднакви. Да. Може да бидеме и сите машки и сите женски, меѓутоа да не ги уживаме сите истите права. Така, Значи во тој така. дел ние посебно посветуваме внимание. Тоа е најбитно. А гледате дека нашите дами изгледаат прекрасно, патем речено, дека не треба да личат на мажи за да бидат жени војници и ќе ги поканиме македонистите да најдеме збор да не биде жена војник, војничка. Не може да биде, но ќе мора да оди некако тоа во женски род со оглед на овој голем процент кој што во иднина и ќе расте. Ви благодарим. Благодариме.